18 општинска депонија, односно меѓурегионална депонија во Пелагонија. Тука сме да изразиме нашето мислење. Со нас се сложват многу луѓе, и од Новац, и од Могила, и од Битола, но сепак, како што гледаме, дел од нив не се тука присутни, но не подржуваат преку социјалните мрежи или директно на терен. Секогаш треба малце од луѓе за да се случи нешто, мислам дека колку сме, толку требало да видиме. Имаше некои превирања претходнија протести, се извинувам, јас како прво не бев тука. Бев на службен пат кој што беше делумно побрзан, може би со еднината на ова што ќе го правиме, барем за некој од работите. Тоа значи дека во иднина, може би ќе имаме поќе глас во што треба да се прави во држава, али затоа потоа кој е заинтересиран за тоа ќе ви кажам на крајот од говорите што треба да направиме. Имаше исто размислување, пошто гледам дека дел се консултиравме со дел од луѓето што се по групите. Дел се доста на одмор, дел се враќа, така да како спроведовме на малечка анкета и дел од луѓето мислеме дека можеби некоја недела да се паузира со директниве протести тука, но во меѓувреме да не се престани со работата. Ќе ви кажам на крај што активности ќе превземеме во меѓувреме, но сега ќе повикам Горан да каже нешто примарно што има спремен на еден говор, а после ќе продолжам јас да ви кажам што ќе правиме и да ве повикам на некои активности. Добро вечер на сите. Имам спремено едно мал текст, да речем, во врска со депонијата, па ќе ви го прочитам. Почитувани сограѓани, пријатели, соседи, денес сме собрани овде не затоа што сакаме, туку затоа што мора. Затоа што сме изморени, но не се откажува. Затоа што е неприфатливо да ќутиме кога ни го загадуваат воздухот, трујат водата, уништуваат храната и земјата. На сето тоа сега сака да ја додадат и 18 општинската регионална депонија, токму овде во Мегленци. Ова не е само локален проблем, ова е аларм за целата Пелагонија. Ова е борба за здравието на нашите деца, за иднината на нашиот регион, за достоинството на секој еден човек кој живее овде во Битола и околината. Да бидеме јасни, ние не сме против депонија, локална депонија. Сакаме да се реши отпадот во Битола и околината, но сме овде против заради регионалната 18 општинска депонија. Тоа не е решение, тоа е уназадување. Тоа е погреб за природата, економијата, туризмот и пред се здравието. Се прашувам кој со здрав разум би прифатил секој ден камиони со ѓубре да пристигнуваат, да врват из градот и да се одлагаат во Мегленци. Како може да се нарече ова разбој? Зошто никој не праша што мисли народот пред да се донесе ваква одлука? Ние не сме луѓе кои ќе молчат додека некој си игра со нашата судбина. Ние не сме бројки на хартија. Ние сме луѓе со срце, со корен, со љубов по нова парче земја. Постојат решенија. Една спомнам, како што беше проектот во Тренеборг, депонијата, во Шведска, град со 44.000 жители, локална депонија која функционира безпрекорно. Таму отпадот се решава одговорно и домаќински. Зошто да не можеме и ние тука така во Битола? Затоа велиме доста, беше мол. Битола, разбуди се, не дозволувај да станеме точка на мапата каде што ќе се искурат туѓиот отпад. Повикуваме на разум, диалог, на вистинска еколошка свет. Повикуваме на одлука што ќе биде во полза на сите граѓани, не само на нечии политички и економски интереси. Стоп за регионалната депонија во Мегленци, слушнете го гласот на народот. И благодарам. И благодарам, Горан. Тоа што сакам јас да ви го кажам, е тоа што им го кажавме и на властите. И ќе го повторам уште. Значи има подобри решенија од ова што е моментално предложеното. Има доста подобри решенија, значи овој тип на депонии не се практикува во Европската унија последниве 20 години.
Значи не е нешто најсовремено, туку е нешто што се разбира подобро од Мегленци, пошто се е подобро од Мегленци, но сепак Мегленци беше исто обеќавана како немодерна депонија која привремено ќе се одлага отпад и веќе завршивме со милиони тони отпад. Во меѓувреме се додека чекаме привремено да се одлага истиот. Значи, затоа имаме недоверба кон која и да било власт што досега се смена, затоа што сите обеќаваат, никој не исполнува. Макар меѓу другото, сакам да речам дека ова земја има доста добри инженери, професори, компании кои се повеќе способни да го решат овој проблем, не само овој проблем, туку и многу други проблеми, како што се филтрите на рек, како што е загадувањето на Пелистер, како што е загадувањето и одземањето на водите и реките што ни го планираат, така да има многу поелегантни решенија отколку нешто дојсено од странство што само некој ќе го потпише за да земи нека разлика во процент. Би сакал исто да им порачам дека нивните тврдења дека нема доволно пари за нешто подобро не се точни, бидејќи како што им е кажано и претходно, така им кажуваме и им порачуваме и сега, дека има повеќе од доволно пари, не само со тие што ги зеле, туку и имаме и други извори кои што можеме, доколку не примат на состанок да разговараме и се отворени за истото, дека можеме да им понудиме решенија да ги дофинансираат овие депонии, да ги направат не од отворен, туку од затворен тип, кај што никој нема повеќе да гледа и да мириса ѓубре, кај што нема да се транспортира од Дебар ѓубрето до Битола, туку ќе остане во некоја тамошна депонија што исто така ќе биде доволно современа. Така да цел тој процес што измеѓу претоварање и така натаму ќе се избегне пошто и се отворени претоварни станици наместо затворени. Мислам дека има повеќе проблеми зошто ова би се направило отколку да е ова позитивно па сите да го прифатиме. Вака, имаме во работните групи, ќе ве замолам сега кој не е член на против депонија што е групата, да се пријави. Исто јас сум на Facebook Никола Данчевски, како и другите некои од пример Весна Кочанковска и кој да било да ви треба. Пријавете се во работните групи. Како што работиме сега, во овој период кога ќе се направи мала пауза, да речеме месец, најкасно до 1 септември би било ова, на барање на сите, со кои се консултиравме. Ќе има меѓу тоа во меѓувреме имаме доста активности. Што значи тоа? Дека референдумот за новаци, иако го пробаја да го исклучат, односно да го кажат дека не треба да се случи така натаму, сепак туркаме преку адвокатите и преку луѓето што ни се присутни таму, за тој референдум да се спроведи. Во другиот дел, како што ви спомнав пред известно време, имавме некој портал што го најавивме, сега конечно ќе го завршиме во догледно време. Се надевам пред да почнат избори, пред да почнат следните протести, тој портал би бил завршен, каде што сите проблеми кои што се на ниво на држава ќе бидат објавени, вклучително првично и примарно и депонијата, кај што ќе можете да се вклучите на порталот директно и ќе можете да понудите решение, да превземите дејности, да земите некои готови документи, за да можете сами да си ги испечатите за кој да било област што ви треба, вклучително и организирање на ваш некој референдум за некои други работи во можеби друга општина. Меѓу другото се работи на неколку решенија за депонијата што му ги нудиме, се работи на делот со финансирање што му го нудиме и мислам дека сме на добар пат горе-долу со сите работи. Се надевам дека ќе имат слух. Сега се слушнавме исто со началникот од Новаци, кај што исто прифаќа состанок во следниве денови да се видиме со цел да се активира комисијата која што бевме избрани тука. Таа комисија е меѓуопштинската комисија за предпријатието што е за депонијата и таа комисија досега нема ниту еден состанок свикан. Значи, не знам кој го направил тоа, но на ниту еден одржан состанок некој да носи целосни одлуки на ниво на полојна држава што ќе се случува, но според мене нема смисла и тоа би сакале да го разговараме директно со одговорните лица преку комисијата. Ги повикувам сите на конструктивен разговор и се надевам дека ќе можеме да
понудиме тоа што мислиме дека е вистинско решение за градот. Што е вистинското решение за градот? Депонии регионални, не меѓурегионални, депонии од затворен тип, со рециклирачки центри и со рециклирачки центри и со центри за селектирање на отпад, но понатаму доработка и преработка на самиот отпад. Што значи, како што претходно ви кажав, дека во тој случај наместо за 5 години да се наполни депонијата како што планираат, таа депонија, односно таа дупка таму во земјата би траела над 100 или 200 години, што се надевам дека во тој период ќе има доволно технички решенија, да не може никогаш ни да се наполни, односно ќе нема толку отпад. Имаме и план за менаџирање, односно за намалување на отпадот, кој што сакаме да го предложиме, така да конструктивен ќе биде следниот период, кој е заинтересиран за различните области, за активизам, за копање на документи, за наоѓање на некои работи, за собирање на луѓе или за технички решенија, ќе ве замолам директно да се пријавите на страницата, да ни пишите или директно да ме додајте мене ако сте во дело за технички работи и решенија или финансирање или што и да било друго, со цел да оформиме некои акцијски групи по тема, секој во својата експертиза, како што беше да речеме со Весна и со Пети, кој што беше по различни области кои што веќе тие работат, со господјата Тања, што слушнавте пред известно време, со која работиме на делот со статистика, анкетирање, но исто и решенија за биохемиски решенија, пошто таа е исто фармацевт. Така да, овие акцијски групи ќе се занимаваат понатаму и со ред други проблеми кои што ни се појавуваат во општеството. И е еден чекор кон тоа народот преку тој портал да евентуално да стигне до некој тип на глас јавен, кој што ќе ве води до некоја си директна демократија, кај што народот, како во Швајцарија, што одлучува за што треба да се случи во нивниот град, нивната општина, истото би било и тука. Јас би ви заблагодарил уште еднаш што сте тука. Ова ќе биде пократок протест, пошто немаме доволно говорници, како што гледаме, имавме и што да кажеме во делот на акцијските групи. Така да ве повикувам да се вклучите, ако сакате после ова можеме исто да земеме да смениме број или што и да мислите да треба. Следете ги групите, ќе ви објавиме кога се проложва, навремено 2 до 3 недели порано. Во меѓувреме ќе има постој на сите групи, зашо во меѓувреме е сработено и ќе видите целосно информирање. Ви благодарам многу што дојдовте. Се надевам дека ова нема да биде не само последен протест, туку последен протест од овој месец и ќе биде, како да речам, еден чекор кон нешто по-конкретно. Значи, едно е да се собираме тука, сите сме во овие 18 претходни протести, сите, мислам, и да не знаевте некоја информација за депонија или за ред други проблеми, сите се запознавте за се што е тоа. Што со тоа што се запознавте? Значи, на база на вашето ново создадено знаење, некако да се активираме и да превземеме некакви активности во различните сектори. Може би делување према пензионерските здруженија, може би делување према нешто друго. Секој од вас ќе кажете што мислите дека може да придонесе и да се организираме сектор по сектор. Ви благодарам многу. Поздрав.